Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Дефицитот на кадар во хотелско-угостителскиот сектор го пополни генерацијата од 15 до 19 години. Доктор Асен Шајн поднел неотповиклива оставка од функцијата директор на јавната здравствена установа Општа болница Охрид. Големиот шумски пожар кај Струшко Делогожда ставен под контрола. Кривична пријава за 28 годишен жител од Велешта за производство и дистрибуција на детска порнографија. Демонстранти во Барселона ги прскаат туристите со водени пиштоли и извикуваат: "Одете си дома, Барселона не се продава." Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме сончево и многу топло време со максимална дневна температура од 34 степени Целзиусови. Во четврток во западна, северна, централна и североисточна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, кои што локално ќе условат појава на невреме. Во останатите предели од континентот ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и многу топло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 21 до 38 степени, во северните предели зголемена облачност. Во Македонија во четврток тропски ден ќе превладува сончево и многу топло време со дневни температури кои што ќе бидат високо над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Утринските температури ќе се движат во интервал од 14 до 23 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат од 30 до 40 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Во Охрид во четврток ќе превладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 18 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 34 степени. Во Охрид во петок и сабота тропски ден ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и многу топло време. Утринската температура од 19 степени, додека пак дневната ќе достигне до 35 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Во недела сончево и многу топло време со дополнителен пораст на температурата. Минималната од 20 степени, додека пак дневната ќе достигне до 36 степени. УВ индексот ќе има вредност 10. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Средношколци и студенти се водечката работна сила во хотелско-гостителскиот сектор во туристички Охрид. Дефицитот на кадар го потполни генерацијата од 15 до 19 години, кои се сезонски ангажирани во кафулињата, ресторантите и шанковите на плажите. Младите се носечка работна сила во туризмот. Средношколци и студенти го надополнија недостигот на кадар во хотелско-гостителскиот сектор на брегот на Охридското езеро. Келнери, шанкери, готвачи, помошници во кујна се најчестите позиции на кои се сезонски ангажирани. Во кафулината, рестораните, шанковите на плажите. Најзастапена е генерацијата од 15 до 19 години, кои сакаат да стекнат работно искуство, но и да заработат додека се на распуст од училишни обврски. Завршив угостителско училиште на смерот хотелско-угостителски техничар. Имам 18 години. Ова ми е трета година кај што работам на позиција готвач. Задоволен сум. Стекнувам искуство, учам, но и заработвам. Повеќе од мојата генерација почнавме да работиме на 15 години. Моите колеги се исто така околу моја генерација. Сите работиме нешто различно. Некои работат во шанк, некои во кујна, некои служат. Работа има се сите. Учениците од угостителското училиште уште додека се на пракса добиваат понуда за сезонски ангажман. Иако се млади, брзо учат, добро се снаоѓаат, имаат енергија, елан и желба за работа. Угостителите се задоволни, велат во градот има добра услуга. Учениците согласно наставните програми во текот на летниот период извршуваат феријалната пракса, која трае во текот на тие 20 дена. Меѓутоа, по завршувањето на феријалната пракса, голем број од учениците продолжуваат на своите работни места, нормално со надоместок за плата кој што ги ангажираат самите работодавачи. Младите изразуваат желба и волја за работа, така да тие ги пополнуваат тие дупки што се наоѓаат моментално по рестораните, по хотелите. Тие се комуникативни, полни со енергија, сакаат соработка, слушаат и си ги разрешуваат своите работни задачи. Првичните најави беа недостигот на кадар кој последниве години се продлабочи поради масовно заминување на сезонска работа во Хрватска да се надополни со увозна работна сила. Во хотелско-гостителскиот сектор се очекуваат над 500 увезени работници од Непал, Индија, Филипини, но пристигнаа само 100. Туристичките работници се откажаа од идејата, бидејќи дел од оние кои пристигнаа со ангажман за работа ја напуштија земјава. Предизвик на хотелско-гостителскиот сектор ќе биде како младите кои веќе стекнуваат работно искуство да се задржат во земјава. Доктор Расен Шајн поднел неотповиклива отставка од функцијата директор на јавната здравствена установа Општа болница Охрид. Своето 2-годишно менаџирање со установата го завршува на пола од 4-годишниот мандат, со обезбедување за болницата донација вредна 6 милиони денари. Општа болница Охрид доби донација вредна 6 милиони денари од Агенцијата за катастар на недвижности Скопје, информираат од установата. Станува збор за најголема донација досега која ќе биде искористена за купување на современа медицинска опрема што значително ќе го подобри квалитетот на здравствените услуги кои ги нуди установата, посочува директорот на болницата доктор Расен Шајн, кој воедно информира дека поднел оставка на функцијата за што писмено го известил министерот за здравство. Во оставката посочува дека директорското место го напушта од лични причини. Доктор Шајн во објава преку страната на болницата на Facebook се осврнува на предизвиците со кои се соочувал во раководењето. Посочува дека кога бил именуван за директор на болницата, истата била во тешка финансиска состојба со блокирана сметка од август 2021 и бројни извршни решенија, застој во испорака на основни медицински и други материјали, лекови, недостаток на кадар, посебно во оделението за педиатрија. Од блокирањето на сметката на болницата на почетокот на 2023 година, доктор Шајн го посочува како една од најзначајните работи што со својот тим ги остварил во раководењето со болницата. Недостатокот пак на стручен лекарски кадар кој се создавал наназад многу години го решив со вработување на 55 работни позиции, од кои 22 доктори, за кои издействува веднаш да отпочнат со специјализација со посебен акцент на приоритетните специјализации, како педиатрија, анестезиологија, офталмологија, инфектологија и така натаму, каде имавме најголема потреба. За повторно враќање на одделот педиатрија во нормален тек на работа успеав да трансферирам 2 готови специјалисти педиатри од други здравствени установи.
испративме тројца доктори на специјализација уште веднаш. Со трансферирање успеавме да преземеме специјалист по психијатрија и неврологија од други здравствени установи. Моментално на специјализација имаме вкупно 36 доктори, вели доктор Шајн во објава на Facebook. Додава дека во јуни минатата година издействувал заедно со Фондот за здравствено осигурување на докторите на специјализација да им се исплатат за останатите надоместоци за одвоен живот од претходни години во вкупен износ од речиси 10 милиони денари. За прв пат во болницата неодамна по негова иницијатива биле доделени јубилејни награди на 15 вработени здравствени работници и соработници по повод 40, 30, 20 и 10 години работен стаж. Директорот во оставка ги набројува и бројните донации кои Општа болница Охрид ги доби за време на неговото 2-годишно раководење, како што се комплетно ново улично осветлување во болничкиот комплекс, дијагностичка опрема за одделот за уво, нос и грло, воведување софтверски систем за електронско поврзување на специјалистичката биохемиска лабораторија во лабораторискиот информациски систем, со што се добива поедноставен работен процес, сигурност на податоци, елиминирање на грешки и можност за електронско добивање на резултатите од анализи. Реконструкција на покривот на објектот павилјонски тип, започнато реновирање на интерното оделение, промена на надворешна столарија и стара дограма со ПВЦ дограма на инфективното оделение и на одделот за радиологија, како и други значајни донации. Доктор Асен Шајн, специјалист по оториноларингологија, беше назначен за директор на Општа болница Охрид во април 2022 година, а со поднесената неотповиклива оставка, директорувањето го завршува на половина од 4-годишниот мандат. Големиот шумски пожар што вчера потпладне се ширеше во близината на струшкото село Делагожда е под контрола, информира за МИА командирот на територијалната противпожарна единица Струга, Фети Мазари. На терен се пожарникари со 2 возила на струшката противпожарна единица и екипа на јавното претпријатие Национални шуми, подружница Јабланица. Пожарот кој избувнал на депонија се проширил и зафатил голема површина со бор, багрем и дап. Поради опасност пожарот да се прошири кон место кое е непристапно за гаснење од земја, со ЦУК побарале поддршка за гаснење од воздух. МВР на терен испрати хеликоптер Бел 412 од одделот за воздухопловни единици, кој isfрлил над 20 тони вода и во координација со силите на терен прецизно дејствувал за гаснење на преостанатите жаришта, со што пожарот е ставен под контрола. Жители од населбата Гоце Делчев Бараки се жалат на намален притисок во водоснабдувањето. Од јавното претпријатие Водовод Охрид велат дека се запознаени со проблемот и дека работат на нормализирање на состојбата. Во време на жолто и портокалово ниво на опасност од високи температури, жители на населбата Гоце Делчев Бараки реагираат за намален притисок на водата во водоводната мрежа. Тие посочуваат дека по санирање на дефект на водоводната мрежа на 8 јули, 29 домаќинства 2 дена воопшто немале вода, а сега поради слаб млас на водата не можат нормално да функционираат, да одржуваат лична хигиена, да готват и да користат апарати во домаќинството. Од јавното претпријатие Водовод Охрид ги известуваат корисниците од населбата Гоце Делчев дека дефектот на водоводната мрежа настанат на 8 јули е целосно саниран, но поради компликации настанати по санацијата, неколку домаќинства се уште имаат намален притисок во водоснабдувањето. Бидејќи водоводната линија е поставена на непристапен карпес терен, по извршената санација, кај дел од објектите дошло до запушување на водомерните броила. Екипи на јавното претпријатие се на терен и поединечно се вршат проверки и чистење на ситата од водомерните броила за да се нормализира состојбата со водоснабдувањето, велат од јавното претпријатие. Вежбовни активности на баталјонот на специјални сили на Арама денес и утре во реонот на Охридското езеро. Денеска 10 јули од 10:30 до 16:30 часот на подрачјето околу плажата Бафало Бич во Охрид, припадници на баталјонот за специјални сили на армијата на Република Северна Македонија реализираа вежбовни активности со употреба на атрифици, средства за звучни ефекти и друга опрема. Активностите се во рамки на финалната подготовка за утрешната тактичко-техничка показна вежба на баталјонот за специјални сили на армијата, препад на пловен објект и командно место што ќе се реализира
стартира во 9 часот на истата локација. Во вежбата ќе биде вклучен и хеликоптер на воздухопловниот винг на армијата. Од Савара Охрид апелираат до граѓаните кои ќе сакаат да ја проследат вежбата од означените места да ги почитуваат насоките на службените лица задолжени за обезбедување на овој значаен настан. Савара Охрид поднесе кривична пријава против 28 годишен жител на струшкото село Велешта поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, производство и дистрибуција на детска порнографија. Тој, користејќи апликации за комуникација, на повеќе социјални мрежи се зачленувал во групи во кои ширел содржина со детска порнографија. Потоа, истите ги споделувал во други групни и лични профили, со кои разменувале линкови од група со таква и слична содржина, информира портпаролот на Савара Охрид Стефан Димовски. Slow Food Охрид по трет пат ќе го организира настанот Вкусете го Охрид локално на 27 јули на плоштадот кај Долна Порта. Посетителите и годинава ќе може да вкусат охридски и македонски специјалитети приготвени на традиционален начин. Slow Food Охрид преку своите уникатни приказни полни со искрена љубов кон традицијата и локалниот идентитет, промовираат бавна храна наспроти трендот на брза неквалитетна храна. Нивниот пристап се заснова на концепт за храна што е дефиниран со 3 меѓусебно поврзани принципи: добра, чиста и правична, со достапни цени за потрошувачите и правични услови и плаќање за производителите. Настанот Вкусете го Охрид локално е организиран од движењето Slow Food Охрид со поддршка на Општина Охрид и Slow Food Македонија. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Русија издаде налог за апсење на Јулија Навалнаја, вдовицата на Алексеј Навални, изрекувајќи двомесечен притвор со образложение дека таа учествувала во екстремистичка група. Јулија Навалнаја по смртта на својот сопруг живее во екзил на непозната локација надвор од Русија со двете деца. Пишувајќи на социјалните медиуми на платформата X, таа им порачала на своите поддржувачи да не се повлекуваат поради судската наредба против неа, туку да се фокусираат на пошироката кампања против Путин, нарекувајќи го убиец и воен злосторник. Неговото место е во затвор, а не некаде во Хаг, во пријатна келија со телевизија, туку во Русија, во истата казнена колонија и истата келија во која го уби Алексеј, напишала Јулија. Исто така вчера семејството на Владимир Карамурза, друг главен критичар на Путин, информирало дека и тој исчезнал во руски затвор. Поддржувачите тврдат дека Карамурза страда од компликации од труење и последен пат бил виден од неговите адвокати на 2 јули. На 4 јули бил префрлен во затворска болница и оттогаш не може да се комуницира со него. Карамурза одслужува 25 годишна затворска казна за предавство и други обвиненија за кои вели дека се мотивирани од неговата критика кон Путин. Неколку дена по смртта на Навални, руските новинари предупредија дека Карамурза може да умре доколку биде задржан во рускиот затвор, пренесува Guardian. Повеќе од 130 луѓе, меѓу кои и туристи, се одсечени од светот поради поплавените патишта откако невреме го погоди Тибет во близина на границата со Непал, објавија денеска кинеските државни медиуми. Многу делови од главниот автопат се поплавени или однесени, а други делови од патот се блокирани од лизгање на земјиштето од силниот дожд кој паѓа од неделата, објави Reuters. Досега се евакуирани околу 340 лица. Невремето се очекува да продолжи и утре, што ги отежнува спасувачките напори, предупредуваат метеоролозите. Најмалку 18 лица загинале, а 19 се повредени кога автобус и камион се судриле во северна Индија, во сојузната држава Утар Прадеш. Властите се во процес на идентификување на жртвите, а започната е истрага за да се утврди точната причина за несреќата, изјавил полициски представник. Ударот бил толку силен што едната страна од двокатниот автобус се откачила пошто патниците испаднале од возилото. Индија има една од највисоките стапки на смртност на патиштата во светот. Причината главно е несовесно возење, лошо одржувани патишта и стари возила. Барселона не се продава. Туристи, одете си дома. Демонстранти во Барселона ги прскаат туристите со водени пиштоли и извикуваат оди дома. Иако туристичкиот прилив придонесува за економијата на градот, жителите се жалат дека поради масовниот туризам кириите пораснале за 18% во споредба со лани и речиси 70% пораст на цената на становите во последната деценија. Градоначалникот на Барселона изјавил дека е потребна поголема понуда на станови, презентирајќи мерки
насочени кон обезбедување поголема понуда за работничката средна класа да не мора да го напушти градот бидејќи не може да си дозволи стан. Но тој истакнал дека оваа мерка нема да ја промени состојбата веднаш. Протестот на жителите на Барселона бил и против ефектот на туризмот врз локалните работни услови и трговијата. Ова е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!